Почитувани, гледате Республика видео подкаст. Тема на денешниот разговор е јавниот долг. Тема која што годинава слободно може да се каже дека доминираше во дебатите меѓу економистите, за неа водеа жешки дебати и политичарите, а ова прашање се најде и во извештаите на Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка и во извештајот за напредокот на земјата што го изготви Европската комисија. Денешни гости се Маријан Николов, председател на Центарот за економски анализи, и господинот Ангел Димитров, познат стопанственик и председател на Организацијата на работодавачи на Македонија. Добар ден. Добар ден. Господин Николов, господин Димитров, јавниот долг изнесува 4 милиарди 827 милиони 354.015 евра. Тој е податокот вчера ова време од прилика. Од крајот на 2010 година до крајот на третиот квартал годинава јавниот долг во апсолутен износ е зголемил за 2,8 милиарди евра. Односно растел за 1,34 милиони евра дневно, 54.000 евра на час или 16 евра во секунда. Интересни податоци, меѓутоа за почеток еве господин Николов да ни објасните што е тоа јавен долг, како настанува? Па наједноставно јавниот долг представува генериран долг од централната власт, општините, МЕПСО, ЕЛЕМ, јавното предпријатие за патишта и Македонската банка за поддршка на развој. Така. Можете ли да објасните зошто служи јавниот долг? Ниту една земја во светот не постои таква која што нема, која што не се задолжува. Зошто тој се користи? Зошто се користат тие пари? Па граѓаните на Република Македонија би требало да знаат дека јавниот долг служи за остварување на некоја економска цел, за која што функции си има својата и си има таа држава во која што тие живеат. Понатаму, јавниот долг служи за остварување на некои капитални проекти. Јавниот долг понатаму служи и за некоја меѓугенерацијска распределба на добра и услуги. Господине Николов, што значи тоа меѓугенерацијска редистрибуција на добра и услуги? Меѓугенерацијска редистрибуција на добра и услуги во контекст на јавниот долг значи дека централната власт, државата и општините имаат две опции. Имаат опција или да чекаат да соберат доволно приходи и даноци за да можат да остварат некој капитален објект, например мост, или имаат втора опција да мостот го изградат денес, но за тоа да повлечат и средства и да генерираат долг од кредитодавачите. И во тој случај мостот да биде користен денес од денешните генерации, но да го плаќаат и идните генерации. Значи, тоа е во тој контекст е таа меѓугенерацијска редистрибуција на добра и услуги, бидејќи и тука е поповолно е кредитирањето и генерирањето на јавниот долг. Но тоа мора да биде многу потранспарентно, мора да биде базирано на издржани студии кои што ќе може да прикажат дека целиот ефект на вкупните трошици, кои што ќе бидат не само финансиски, туку и економски за сите генерации, ќе бидат еднакво, ќе бидат пониски од добивката која што ќе имаат сите генерации и овие денес и оние во иднина кои што ќе плаќаат. Господине Димитров, што е со приватниот сектор? По дефиниција, долгот на приватните предпријатија не влегува во јавниот долг. Меѓутоа, сепак, колку фирмите кај нас приватните, мислам, се задолжуваат и зашто најчесто се задолжуваат? Се разбира дека и приватните компании и приватниот сектор се задолжува. Тоа најчесто се прави од интерес за развојот на компанијата, и без разлика дали се задолжува пред банките или се задолжува со некои стокови кредити од добавувачите на основни средства, најчесто кога се работи некоја нова инвестиција или проширување на производните капацитети. Во тој случај, значи, компанијата одлучува дека е подобро да се задолжи, отколку да чека да собере, да акумулира добивки од минатите години, и тоа не е грев, како што кажате, и за јавниот сектор. Разликата помеѓу јавниот и приватниот сектор е тоа што во приватниот сектор ризикот од лошата инвестиција, од промашната инвестиција, да речеме набавка на лоша опрема, која што нема да генерира доволно нова создадена вредност да се враќаат кредитите, е ризик на самата компанија. Значи нема граѓаните на Република Македонија да одговараат за ризикот за лошиот пласман на некоја приватна компанија.
компанија. Како во приватниот сектор се гледа на зголемените апетити на државата да се задолжува, посебно на домашниот пазар, и како тоа влијае врз можноста фирмите да дојдат до неопходните средства за сопствен развој од домашните банки? Па видите, кога државата се задолжува, тоа трошење, тоа без разлика дали станува за инвестицијско трошење или друг начин на трошење, доаѓа до повеќе средства во самата држава и ја зголемува потрошувачката, тоа се реперкутира на многу видови на потрошувачка, така да компаниите во тој случај сите трлаат раце. Сите велат дека добро е, знаеш за еден бивш премиер велат има за него, но има и за граѓаните. Но се разбира дека кога дојде периодот да се враќаат тие средства, кога наместо од буџетот да стимулираме одредени нови инвестиции со кои ќе ја зголемиме индустријата или ќе ја зголемиме економската моќ на државата, тогаш веќе ќе нема државата можност тоа да го прави. Тогаш и компаниите и граѓаните ќе сватат дека она трошење што било пред 10 години дошло време да се враќа. Така. Господине Николов, економистите често зборуваат дали некој долг е одржлив. Што значи одржливоста на јавниот долг за една земја? Битно е дали државата, како најширок поим, има можност да биде ликвидна и солвентна. Доколку е ликвидна и солвентна, тоа значи да може да си ги измирува среднорочните обврски и да може да го сервисира долгот. Во тој случај некој може да каже да, државата е одржлива. Но тоа е статичка анализа. Недостатот тоа е во моментот. Недостасува оној динамичен момент со кој што вие го почнавте овој разговор, во кој што наведовте некои факти во кои што се прикажува брзината на задолжување на државата, но недостасува и уште еден елемент, на што тој долг всушност бил алоциран. Значи, зашто бил всушност долгот алоциран? Од тој аспект, јас би рекол, Република Македонија во моментот е солвентна и ликвидна, бидејќи си ги намирува, си го сервисира јавниот долг, број 1 и број 2, среднорочните обврски може да ги сервисира. Но патеката по која што се движи Република Македонија е неодржлива. На подолго рок, на среден или на краток рок? Видете, ММФ е организација во која што членови Република Македонија. Значи, тоа граѓаните треба да го знаат. Иако Република Македонија подолго време нема аранжман со ММФ, ние сме сепак под некој тип на надзор на ММФ. Не надзор од аспект на полиција, него надзор од аспект на здравоста на јавните финансии. И истражувајќи ги преку 100 земји, ММФ дошле до заклучок дека оние држави кои што имаат 50-60% на јавен долг изнад бруто домашниот производ и 10 до 15% бруто финансиски потреби изнад од бруто домашниот производ, тие земји веќе заслужуваат повисок надзор за нивната одржливост на среден рок. Само за граѓаните да објасниме, бруто финансиски потреби се всушност буџетскиот дефицит плюс долгот кој што треба да се сервисира за одреден временски период. И само за информација да споменуваме дека годинава со издавањето на еврообврзницата од 450 милиони евра, Македонија веќе го надмина прагот од 50% на задолженост на јавен долг во однос на бруто домашниот производ. Господин Димитров, дали ваквиот тренд на задолжување за кој што зборувавме досега на државата, на јавните предпријатија, на општините може да предизвика проблеми во приватниот сектор? И како? Како што кажав претходно, во овој момент не. Во моментот кога, да речеме, градежништвото е носител на развојот на Републиката, која учествува во некои квартали со 30%, додека останатото стопанство кубури со некаде 1 до 2%, во овој момент не е така. Значи, тие трошења, тоа задолжување влијае позитивно на одржување на некаков си економски развој гледано преку стапката на GDP. Но се разбира дека би било проблем во периодот, ако дојдеме во период кога ние не можеме лесно да ги враќаме кредитите, а најпрвен тоа ќе се одрази преку, наместо да се задолжуваме преку Европска банка и така натаму, ќе мора да задолжува или преку големите банки, преку приватни кредитори, као што го правише Грција пред некој период, кои ќе бараат многу поголеми камати на еден начин зеленашки. Господине Николов, кога се зборува за јавните финансии, доминира еден термин, тоа е фискална транспарентност. Можете ли вие да ни објасните за граѓаните по едноставно што значи тоа?
за граѓаните фискална транспарентност значи прикажување наедноставно прикажување на податоци за начинот на кој што државата ги управува парите кои што ги зела од граѓаните. При тоа таа има и законски обврски, но има и обврски од аспект на добро управување кој што мора да ги следи за да можат граѓаните да бидат доволно информирани за начинот не само како се трошат нивните средства, туку како и се управуваат тие јавни средства. Фискалната транспарентност е битна, бидејќи таа покажува е основа за да може владата и нивните представници да бидат отчетни. Ако не може да биде таа отчетна, ако не е фискално транспарентна. И последно, фискалната транспарентност е предуслов исто така и за ефикасно управување на јавните средства. А ефикасноста, ефективноста и економичноста пак се основата на која што почива на пример и Државниот завод за ревизија. За фискалната транспарентност, за жал, Република Македонија од 2008 година наому бележи пат, не како перцепција, туку за жал и емпириски измерена преку International Budget Partnership, тоа е меѓународното партнерство за отворени буџети и дури за жал тоа граѓаните треба да го знаат, Министерството за финансии и влада на Република Македонија не го почитуваат до крај законот за буџети во делот за фискална транспарентност. Меѓутоа, кога станува збор за задолжување за јавен долг, економистите се едногласни дека доколку парите се употребат најмногу за инфраструктура, има позитивно влијание врз севкупната економија. Би рекол делумно и кога дел од тие средства ќе се наменати за личната потрошувачка, претпоставам дека позитивните ефекти на некој начин се чувствуваат во стопанството. Можете ли нешто повеќе за тоа да ни кажете? Како, например, поголеми плати, пензии, дали вие како фирми ги чувствувате преку зголемена побарувачка, може ли, на некои производи? Ево, јас ќе почнем со првиот дел од прашањето околу инфраструктура, што рековте. Значи, не сме ние ниту први, ниту ние сме го измислиле тоа, да се задолжуваме да преку големи инфраструктурни проекти, да ја зголемиме и потрошувачката, но да ја зголемиме и можноста за идниот развој, нели? Тоа е познато уште од Рузвелт. Но работата е покрај она што Маријан зборуваше за транспарентноста во трошењето на јавните пари и посебно оние задолжените пари од надвор, многу е битно како ги донасеме одлуките за што ќе ги вложиме. Значи, инфраструктура е многу поширок поим. Инфраструктура не се само автопатишата, имаме и телекомуникацијска структура, имаме изградба на хидроцентрали, брани, инфраструктура и гасификацијата. Што е тоа приоритет за Македонија и кој го утврдува тоа е многу важно прашање. Значи, во Франција после Втората светска војна се формирало посебно биро за планирање и одлуките за тоа за што ќе се трошат најмногу средствата или како идниот развој ќе се планира, не ја донела само владата. Значи, тоа мора да се донесе во заедница и со синдикатите, и со работодавачите, и со граѓанскиот сектор. Само така ќе ги утврдиме приоритетите на Македонија. А што се однесува до вториот дел од прашањето за дали тоа се одразува позитивно на бизнисот, да, се одразува, значи секое трошење, па макар и она што на долг рок многу тешко ќе се врати. Значи вложување во некој инфраструктурен објект кој убаво изгледа, кој ќе ни ги олесни патувањата во Македонија и така натаму, и во овој момент многу градежници ќе земаат пари, па тие ќе го потикнат потрошувачка на други добра и така натаму, и за бизнисот во тој момент дава резултати. Но прашањето е дали секоја инвестиција еднакво ќе ги врати средствата. Дали пред да изградиме автопат треба да направиме едно добро истражување колку е протокот на автомобили и дали колку дел од средствата ќе го вратиме преку патарината. Господин Николов, за крај, дали Македонија е на некоја ризична точка во однос на јавниот долг и што би препорачале нидната влада која да што ќе се формира после изборите во декември во однос на обемот на задолженоста, јавниот долг, приоритетите? Па јас би рекол дека овде треба да наредната влада треба да се врати на основите на јавните финансии. Основите на јавните финансии почиваат на транспарентност. Значи, мора да се објават сите неплатени обврски.
мора да се направи разграничување за тоа што е дискреционен дел од буџетот, а што е недискреционен дел од буџетот за граѓаните. Значи, недискрециони трошења се оние кои што се по сила на закон, наједноставно. Значи, се што е плати, утврдено право во делот на социоекономијата при Министерството за труд и социјална политика, тоа е недискреционото. Таму не можете лесно вие да промените политиката, бидејќи таа почива на закон. Затоа треба да направите измена на политиката. Од измената на политиката, Ангел што зборуваше од каде доаѓаат приоритетите. Прво мора да имате вие анализа за да измените политиката. Откако ќе измените политиката, предлагате законско решение. Додека во Република Македонија во претходниот период само се штанцаат, буквално се штанцаат закони без никаква врска со политиката. Да се вратиме, значи што треба да се направи? Основите да се вратат, да се зголеми транспарентност, да се објават обврските кон стопанството, обврските кон граѓаните, кои се дискрециони, кои се недискрециони. Понатаму, да се врати назад интегрирачкото својство на буџетскиот процес. Бидејќи, видите сега, сите буџетски единки и буџетски корисници се надпреваруваат кој повеќе да добие повисок лимит од Министерството за финансии. Значи, тие разговараат за финансискиот дел за буџетот. Никој не разговара за целите што треба да бидат постигнати со буџетот. Тоа треба да се воспостави наредната влада, а за тоа постојат така наречени стратешки планови. Значи, да се врати назад пирамидата на одлучување во јавните финансии, кој што пирамида на одлучување почива на буџетските корисници, кои што имаат своји стратешки планови и целите нивни се утврдени во стратешките планови. Ако мојата цел е намалување на увозната зависност за храна од Република Македонија, ако е тоа било целта, очигледно дека субвенциите во земјоделието не постигнала целта. Единствено што можеме да се пофалиме е дека имала некоја социјална мерка, но не и онаа мерка која што треба да има како земјоделска субвенција. Значи, тие приоритети ќе мора да се ревидираат од некоја наредна влада и тоа во првите 2 години тоа ќе мора да се направи, тоа е по моје мисли. Господин Димитров, што приватниот бизнис очекува од идната влада? Ево, за разлика од Маријан што кажа дека најмногу се осврна на транспарентноста од владата, која бија рекле дека е наменета сите граѓани на Република Македонија, бизнисот најмногу сака фактички да учествува во утврдување на приоритетите. Значи, ние сакаме да учествуваме во изготвување на сите стратешки документи на Република Македонија, на кои ќе се заснива идниот развој и на кои ќе се засниват и трошењата на јавните, она што го земаме како јавен долг. Исто така сакаме да учествуваме навреме во изготвувањето на сите подзаконски и законски промени, затоа што сметаме дека само на тој начин, кога и ние навреме ќе даваме наши мислења во идните проекти, тие ќе бидат издржани и навистина ќе ги дадат резултатите. Во спротивно, да владата избрзува со брзи решенија да донесува закони за една недела без да се консултира за бизнис секторот, мислам тие резултати се многу краткорочни и на крајот на краишата се сведува пак само за некоја бројка дека сме променили некој закон. Можеби ние со промена на тој закон ќе отидеме на лествица на Doing Business некој процент плюс нагоре, некој место, но тоа во праксата ќе даде многу малку резултати. Ви благодарам на разговорот.